долгови што претпоставувам граѓаните ги имат кон државата, зашто точно станува збор и за какви се тие судски постапки? Вака, ние започнавме со воведување на ред. Најпрво одземавме сега во вторник што одземавме концесијата во општина Гази Баба, 46 вкупно одземени концесии, што значи дека имаме многу строги критериуми, се грижиме за се што е на државата. Имаме чек-листа и за новите концесии кои ги берат и за сите оние што немаат платено, тоа што е потребно и што ги немаат измирено обврските, сме ригорозни и ги пристапуваме кон одземање на концесиите, што во минатото не било случај. Понатаму имаме и наплаќање на банкарски гаранции за прв пат, 40 милиони денари имаме наплатено од 4 фирми. А сите тие што нема да постапуваат соодветно законите, значи кога добивате концесија, имате обврски, ако не ги исполнувате обврските, ќе има едностранно раскинување на концесиите. Што по кој основа ќе наплатите банкарските гаранции? Значи тоа е регулирано во договорите со кои ги склучуваат, значи кога склучувате договори за користење на премиите, си имате обврски. Во случајот кога не биле исполнети обврските, ние пристапуваме да заштитиме државата, односно ако не се исполнети обврските од договорот, ги наплатиме гаранциите. Така кои така фирми се колку? За фотоволтаиците. 4 фирми се мислам, ќе ви ги кажам накнадно со имења, ќе ги соопштив, вкупно се 40 милиони денари наплатени, меѓутоа тука не запираме, значи понатаму ќе проверуваме и се што не е во ред, се постапуваме. И што со тие концесии ќе ги земе друг, како ќе биде штета, ќе има штета по држава, нема да има. Значи, ако се раскинати концесиите, тоа значи понатаму може да објавиме јавен повик и некој што ќе работи сериозно, што ќе плаќа сериозно на доместоци, што ќе ни каже колку вршал експлоатационото поле и понатаму и ќе видиме, ќе ги дадеме на сериозен концесионер. Тоа се за фотоволтаици или? Не, концесиите се едно, наплатата на банкарските гаранции е за фотоволтаиците, што значи ние се придржувале, имаме договори за користење на премиуми, значи државата ви дава премиуми, пари, а вие не сте придржувале кон договорите. Само околу концесиите, бидејќи скоро имаше превослужбен весник излезено дека е раскината концесијата за ископ на јаглен во Осломин. Со образложение дека е исцрпен рудникот. Дали за другите локации има ваков план и какви се количините таму? Не, ова беше само за еден дел од Осломин, на барање на ИСМ и тоа беше анонимно барање, ние постапивме. Сега за сега немаме добиено ништо, меѓутоа се што добиваме постапуваме навремено, ќе ви известиме ако имаме уште некои бари за јаглен. За прв пат правите годишен план, може ли да нам откриете колку компании и зашто се пријавиле? Според новиот закон за енергетика, рокот беше до 1 октомври, добивме околу 200 иницијативи, што значи тоа е за следната година. Имаме од тие 200 иницијативи околу 7500 мегавати, тоа се за фотоволтаици, за ветер и когенеративна централа. Понатаму за прв пат во државата имаме и барања за батерии, што значи имаме и батерии во склоп на енергетските постројки и посебно сами батерии. За когенеративната колку кој придонесува, дали фотоиците, малите хидроелектри, кој најмногу придонесува, кој најмногу во производството на струја? Моментално има многу фотоволтаици, меѓутоа се тоа зависи од временските услови. Минатата година во извештајот на регулатор има дека 40% од обновливи. Со тоа што не независно дали дува ветер, а фотоволтаиците ги имаме најмногу над 1000 мегавати, тие најмногу. Дали хидроцентрали? Тие се многу помали на број, така да не се значителен, меѓутоа се важен. Дали има опасност со стартот на грејната сезона да се случи некаков прегин како летниот период? Тоа прашање ќе треба да го патите до АДС на Топлина. И за когенеративната само повеќе, барањето? Од документите што ги видовме, значи ова се прелиминарни, што значи иницијативи има едно барање за 495 мегавати за когенеративна централа. Тоа е се што знаеме сега во оваа фаза. До 15 октомври ќе имаме повеќе детали за сите што поднели иницијативи.